Биле десетина дена на пат, изминале околу 4000 километри автостоп, преночувале под ведро небо во одучени аеродроми. Ова се само дел од доживувањата на двајцата тетовци, Александар Миланов и Дамјан Мирчевски, кои автостоп отидоа до Литванија и назад за да ги бодрат кошаркарите на Европското првенство. Многу згоди и незгоди доживееле на патишествието, а идејата се родила спонтано. После победата над Грција, историски успех за нас, решивме и даме дека мора да одиме и да дадеме поддршка за Македонија. Од тето, значи за Литванија со камиони претежно, од Литванија навамо претежно со автомобили. Од град у град. Град у град. И беше исто шетавме низ различни гради, значи толку живота сум прошетал. У еден ден предавме некои по 7 града, значи од Литванија, Полска, Словачка, Унгарија. Сакале да ги гледаат нашите јунаци во надпреворот со Литванија, но патувањето се одолжило, па стигнале на време да ги бодрат нашите кошаркари на полуфиналниот надпревар со Шпанија. Значи со Шпанија тоа на полувреме дека водевме разлика, значи може да замислите која еуфорија беше, значи меѓу нас што бевме македонци сви таму беше тотално лудило. А патот не бил ни малку лесен, додека биле во Србија. На ум им дошло да се откажат од патувањето. Дури 8 часа ниту едно возило не запрело. Но штом првиот камионџија ги здогледал, ги повел со себе. Во Литванија биле срдечно поздравени и убаво пречекани. У нас негде 9:30 навечер и беше дождливо и немаше жив човек по лица. И не знаеме што правиме со цали. И идем по пут и току паркирам код сообраќај нешто и гледаме некои млади чекаат да пројдат преку семафор и цале вика извините дечки, гестикулира демекалто стоп и те не зедој не однесе до Žalgiris Arena некој пола саат со кола, значи. И кој идевме, значи вчерата вечер кој спиевме на аеродром, прашавме еден таму после такмица кој излагаше, извини дечки, број автобус до аеродром и ни кажа тој број автобус и после идеме да чекаме на автобуска станица и току wait ни вика, ајде ќе префрлим до аеродром. 40 минута од градов подалеку. Не префрли. И не префрли. Ем нервозни, љути дека изгубили од нас, ем према нас љубезни, не виден. Покрај многуте нови пријателства, доживување авантури, ова патешествие оставило посебен белег во нивните души. Па мислим поведава наша, значи скоро метафизичка, значи пример представа за секоја сфера у нашето општество, значи пример како може да се успее нешто а да е македонско некој начин. Значи не се фаќа само спортот, значи секоја област, економија, политика, што да е, представува пример што треба да го следат луѓе, дека треба да се има доверба у другиот македонец да се успее некој начин. Двајцата храбри тетовци најавија вакво патување пак до година во јануари. На Редениш ќе ги бодрат нашите репрезентативци на Европското ракометно првенство во Србија.